Скопје ќе гори од смеа. Скопје стендап комеди фестивал од 1 до 4 јуни во салата Фросина во Младинскиот културен центар. 4 дена урнебесна смеа и враќање во нормала со 12 врвни стендап комичари од целиот регион. Влезници по смешна цена на билети.mkc.mk и на благајната на МКЦ. Генерални покровители: Глеј, првата македонска стриминг платформа и градот Скопје. Нормално. Скопје гори од смеа. Конечно. Македонскиот јазик е јазикот на Блаже Конески, Гане Тодоровски, Даница Ручигај, на Анте Поповски, Славко Јаневски, Матеја Матевски, Ката Мисиркова Руменова, на Петре М. Андреевски, Видео Подгорец, Видео Подгорец, Видео Подгорец. Абе, овој таче легенда да ти бил, бе. Фризура Брус Вилис, умри мушки фризура. Абе, тоа насмевка говор кој да станал од спиење и не се измил. Висина ко Лука Дончич кој имал 9 години. Стайлинг као Мио Манекенот, али во 1984 година. Лжење ко Зоќе Заев ускриена камера и поданички однос кон Калето бољи од сите премиери у историјата на банана државите. Наместен без избори, у премиерска столица се однесува како да има поддршка ко Саркози, која се женеше со таа манекенката, а всушност е поддржан само од Али и неколкумина киднапирани пратеници, пратеници, не разбойници, како и оној од ЛДП, името неќем да му го спомнам, Маја Морава и Павле Мутивода, полицаецот кој се мислиш дека е у опозиција, а 100 години е у власт. Мој таче, мој таче. Кај го криеш твојто маче? ВМРО-овче, слушам се да скоро си бил, бе. Некои слики ти свадија со режимот на Грујо, седнат у втори, трети ред до душа. Али добро, тука со режимот си, па ние ако сме се бореле против режимот, изгледа против тебе сме се бореле, бе, таче. Ти да си бил директорче у режимон и фаца пропусница на Скопје 2014-та. Абе, ние не сме го знаеле тоа, али службите работат. Сликал. И тоа на Телеком, кај што се збореше и слушаше. Директор, мислам тоа, да. За тоа збориме. Бомбастично. Ау, како Славко се смееш, таче. Па си седиш до Мијалков и до Коце у трети ред. На таа сликата, мислам, од режимот на Грујо, кај што те фатиле, нели, у кадрото. Па на 3 метра од Грујо седиш, нели, омразениот Јарамијата. Нели, ти думаш може да си седел да те фати малку мајата, а не као она ситна наборанија на терасата горе што седеш у Македонски народен театар, мислам ти тука у близина, да му го чувствуваш парфемот на Груевски. И кој ќе се испреди исто така со воодушевување да го ушмркаш тој свет мирис. Абе, таче, признај си колку пати си бил у Белата палата и си скандирал "Цело Скопје, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град, ВМРО-вски град", Само ти тогаш таче си бил млад ВМРО-ец, надежен ВМРО-ец, надобуден ВМРО-ец. Без разлика што си бил и тогаш Јелјав и денешја, си бил млад у душа, бе, таче, и си бил ВМРО-ец. Што ти стана, бе, човек, сега, супер, Па ти си бил инвитро во ВМРО, бе, брат. Си бил инсталиран точно во матката на десницата. In uterus десничариус. Сакам да кажам во матицата на организацијата. Си бил толку внатре напикан што сега им ги знаеш сите дупки и дупчиња. Признај, пизда ти матер, признај! Се гледа како сладко се смееш позади Грујо. Гарант у себе си викаш: ќе бидам ја еден Грујо. Еден ден ја ќе бидам Грујо. Ау, каков Грујо ќе станам ја еден убав сончев пролетни ден. Грујо, сакам да сум ти, Грујо. А се наместо Грујо, односно наместо испадна Зоќи наместо Грујо, ама добро, така некако мислам. Многу е битно, мислам, тоа, таче. Битно сакаш да седиш во прв ред, сите да те сакаат, да те гледаат, да ти аплодираат. Браво, таче, браво, мајстор.
Па кога си бил толка ВМРО-ец, што им се плашиш толку од предвремени избори, бе, таче? Па нели сам изјави дека ќе ги победиш во неколку наредни мандати и дека ќе владееш цели 12, ма какви 12 години, бе? 25 години, кој Путин има да владееш. Тоа е веројатно затоа што ги познаваш толку добро ВМРО-вците. Нели исто така како Зоки што знае странски јазици. А одозгора на тога, што им се плашиш бе на небањативе? Или сега кога ги заеба наставнициве со Јаким во Зоќе стил, нели си викаш ќе ми го збрчат кецото, а професорите на гласачко ливче ќе изгубам година или у најмала рака 12 години. А Мицко тебе ти вика дај бе предвремени избори, ти бегајте огин да ви изгори. Како бе таче така со своите, па глеј себе колку си окезен на тоа снимките со Грујо, со Заев, те неаме толку со Заев видено толку окезен, мислам до таа мера. Или си викаш, кога ми тргна со професориве и Мицко е професор, да и него топтан сите да ги заебам. А многу заебуење да не биде кој се задни заебуе, најсладко се заебуе. Абе дај избори бе, таче бе. Зашто ќе одиш бегалка, мислам, во свадбарски жаргон онака, ќе те омужи калето, кој што го омужи Зоки, биди сигурен во тоа. И тоа за тендер од 1,5 милиони евра. И не се смеј толку бе, таче, затоа што кој последен се смее, најсладко се смее. А тој, таче, не е. А ти не си последен, ти си само ново дете. Ама никој не им кажал дека си дете ВМРО-вче. Или дете за една употреба. Или си викаш, сакавте премиер од ВМРО. Па еве ме бе. Ама таче, никако прекаров не ти се римува со смее, туку со плаче. Таче плаче, како скиснато маче. Не помага, дури ни да му дадеш колаче. Затоа, мој таче, бегај на време со избори, оган да ги изгори. Цело Скопје ВМРО-вски град, и тач ВМРО-ец, и сите сме ВМРО-вци. Цело Скопје ВМРО-вски град, тач инсталиран е таму брат. Теута ја понудија на 10 муштери. Абе, никој не ќе да ја земе и да ја вдоми. Да беше бетолчанка, сите ќе ја викаат Теута бумеранго, зашто цек да ја враќаат. Разбирам дека таков чесен и способен кадар на Дуи не смее да остане без висока позиција. Па еве, нека проба талат бе да му ја протне на Зеленски, сега се тие вака, нели? Нека му ја протне за градоначалничка на Одеса. Мислам, барем додека Путин не ја освои. Мислам, Одеса додека не ја освои, а не Теута. Да се разбереме. Или ако не бива таа работа со функција во странство, нека смислат уште едно министерско место у влада. На толку министри уште еден повеќе или помалку, па тоа не е страшно. Баш како су не да рече не за Теута овде бе. Ќе биде Артан како што ќе каже и точка. А тој ќе најде нешто ко за неа бе. Да направи уште некоја милионче за себе и за партијата. Од нашите пари нормално. Не дај Боже, ако и тоа некако се изјалови. Тогаш останува уште да ја пратиме на Евровизија. А ако и од тамо ја вратат, па нека ја вдоми Анима Мунди. Или чекај ми текна. Евентуално пробајте на Елон Маск да му ја понудите за на некоја вселенска станица или за планетоначалничка на Марс. Вау, како звучи планетоначалничка на Марс. Се има еден проблем, тамо нема тендери, нема вработени по рамковен, нема ни вода, ни живот, исто како во Тетово, што нема голема разлика во Марс и Тетово. Абе, нема ништо! Па Теута малку до душа ќе се досадува, ама па од друга страна функција си е функција. И што е најважно, ние ќе куртулиме. Неубавиот збор, туку 5 милиони евра железни врати отвараат. Тоа го научивме деноиве. Како не лажеле во школа и во каква заблуда сме верувале. Во таа заблуда деновиве не спаси големиот кинески мудрец Орце Камче. Голем мудрец. Мислам, лично го познавам. Штета што е кинес, што не е наш. А неговата филозофија, која што е добра ја познавам, вели вака. Ако си доволно голем апаш,
И ако украдеш доволно многу милиарди, можеш, Галиба, и да не одиш во затвор. Ако имаш 5 милиони евра, да си го откупиш гревот кај властите. Читајте го кинескиот филозоф Орце Камче. Нема да зажалите. Талат. Море Талат. Гледам, многу си потресен од посетата на Украина. Велиш, си онемел пред геноцидот, а? Одлично, бе, Талат. Само да те питам, исто беше онемет кога од твојата УЧК цртаа со ножеви по грбовите на мавровските работници, а? Онеме и тогаш? Дали онеме кога вработени цивили беа кренати во воздух со се хотелот во Челопек? Дали си онеме што македонците иселени во војната 2001 никогаш не се вратија во своите домови? Дали онеме кога од Косово присилно се исилуваа срби и во 80-тите години на минатиот век и во 1999 година, кога завршивте со бомбардирањето на Србија со вашето НАТО? По кои тоа аршини, Талат, едното ти е геноцид, а другото борба за човекови права? И што мајка бараше бе во Украина, а? Па требаше во Донбас и Луганска и Русите да одиш ако си фер и ако си вистински борец за човекови права. Оти тие бараа одцепување од Украина како што твојот народ на Косово бараше одцепување од Србија. По некоја логика треба да сочувствуваш со народот кој бара одцепување од некоја матична држава, а не со оние кои сакаат тоа одцепување да го спречат со убивање кое во Донбас и Луганск трае од 2014 година, кое со живот ја платија 14.000 руси, убиени од украинските азовски бригади, полкови. Тоа не е геноцид за тебе? Само Сребреница и Буча ти се геноциди? Или она во тоа селото на Косово, Рачак, како се викаше, што потоа излезе дека е Фингерај, колку да се започне со бомбардирањето на Србија? Или кога се убиваат руси, или кога се шкрабаат македонци со ножеви по грбови и чела, тоа не е злостор, така? Само она што мене ми одговара да го наречам злостор, тоа е злостор. Многу американски е тоа, бе, Талат. А? До кога, бе, со селективна меморија вие борците за човекови права? Не се чаталете многу. Оти знаете како велат црногорците? Никоме, чоче, nije горјала дозоре. Еден ден свеќата ќе се угаси. Ветерот во грб ќе почне да дува контра, Талат. Земете, ве, пример од бугарите, најсвеж пример имате. Не ги почнаа да му се чаталат на Путин и што добија? Путин им го секна гасот, а зимата не кае. Ке дојде за некој месец, нели? Бугари, фраери, како без газ понатаму, бе, а? Ај сега прдете у цевките за да имате газ. Ако сакате, и ние македонците ке попрдиме во цевките, нели, како добри соседи и пријатели? Па зашто е оној договор за пријателство, ако не за вакви моменти? Кога Путин ке ви го секне гасот, да прдиме во гасоводот за вие да имате газ. Многу сте јаки, нели, бугари? Имате јака улога во ЕУ. Главен полицаец на ЕУ кој дисциплинира непослушни народи што не ќе да се пишат бугари. Море, бугари, до кога ќе ја правите истата грешка? Секогаш кога летате со паметот дека сте многу јаки, доаѓа лично кармата по вас. Или Путин, што му доđe исто. А пред него па ви дојде Сталин, ако добро се сеќавам. И Путин и Сталин, значи, ви дадоа по една воспитна. А гледам пак ќе одите на баци рака кај русите, како што отидовте кај Сталин кога ги паркираше тенковите на ваша граница во 1944 година. Тогаш цвилевте, ама немој камарат Сталин. Па сега пак ќе цвилите. Таква ви е кармата, бе, што да ви правам. Кој високо лета, ниско паѓа. И дај сите вие таму, атлантистите, граѓаните, де,
Треба да сватите една работа, а тоа е многу важна работа за вашата иднина. Не можете со Владе, ниту еден од вас. Владе пред да почне да тепа се пресметал. Секој ваш потек. Затоа Владе ви игра симултанка. Вие сите, он сам, ко Боби Фишер да игра шак со карамфили. Ве растура колего Коцки, ве убива во поим. И требаше некој да ви покаже кај ви е местото, распрдени едни. Вие ли ќе го контролирате светот со вашите пореметени вредности и левичарски либерални идеологии? Нече мочи ове ночи. А до душа ни следната ноќ нема да може, а ни таа после неа нема да може. А допрва има да ви падне и мрак на очи. Владе! I love you! Je t'aime! Ja te bja ljublju! Абе, многу јако ги прцаш!